Семејното насилство е тема на која што се повеќе треба да се разговара и дебатира со цел подигнување на свеста кај населението ширум државата. Од огромна важност е граѓаните кои ќе се најдат во таква ситуација да се охрабрат и да ја бараат заштитата преку соодветните институции, велат надлежните. Според искуството во 2020 година, статистиките на надлежните институции покажуваат дека за жал се зголемило семејното насилство дури и за време на пандемијата од коронавирусот. Во секторот за внатрешни работи во Велес за Здравкина известуваат дека во изминатата 2020 година има пријавено 23 случаи на семејно насилство. Во изминатата година секторот за внатрешни работи до основно јавно обвинителство Велес има поднесено вкупно 23 пријави за семејно насилство. Споредбено со претходната година бројката е на исто ниво. Значи немаме ниту пораст, ниту намалување. Некако бројките ни се движат така што релативно не се големи. Што се однесува до соодветно време нема. Во секој случај граѓаните, односно припадничките на понежниот пол најчесто, кога се чувствуваат жртви на семејно насилство, треба тоа да го пријават во полициската станица. Да ги охрабриме посебно нив, затоа што сведоци сме на повеќе случаи кога ќе дојдат да ни пријават, дури од кога се стекнале со тешки телесни повреди и добиваме практично пријава од органот од службата за здравствено осигурување и здравствена заштита на лицата, на граѓаните. Од таму не известуваат дека има повредени при семејно насилство. И тогаш ќе разговараме со тие лица и тие не известуваат да во повеќе наврати претходно ме малтретираше, ме физички имавме проблеми и се друго. Но искуството на адвокатите вели дека е зголемен и процентот на лица кои што побарале правна помош за разрешување на проблемите. Во изминатата година се јавува еден растечки тренд на бројот на лица кои што се како жртви на семејно насилство, кои што бараат правна помош. Од еден аспект е тоа позитивно, бидејќи конечно голем дел од лицата се охрабруваат без разлика на полот, бидејќи како се јавуваат жени жртви на семејно насилство, така се почесто и почесто се јавуваат денес и мажи жртви на семејно насилство, така што овие лица конечно собираат храброст да ги превземат потребните правни действија, да се заштитат себе си, па дури и останатите членови на семејството. Димковска за Здравкин вели дека соодветно време за да се побара правна помош е веднаш во моментот кога некое лице ќе забележи некаков сигнал кој упатува до семејно насилство. Потребно е веднаш да се консултира адвокат, потребно е веднаш да се побара правна помош. Секое чекање, секое одолговлекување на жртвата семејно насилство е само начин на нејзина штета. Се става себе си во ризик, се става во ризик и останатите членови на семејството, така што вистинското време е веднаш. Значи не треба да се чека и при најмал сигнал и при најмала појава на семејно насилство, потребно е да се побара правна помош, со што адвокатот ќе знае да ги превземе сите потребни правни действија за да обезбеди максимална заштита на лицето. Надлежните потенцираат дека меѓусебната секторска соработка на засегнатите институции, конкретно во Велес, е на многу високо ниво. Последен случај за семејно насилство во медиумите одекна приказната за Велешанка која што била физички малтретирана од својот партнер, но веќе подолг временски период чекала расчистување на случајот.